програми што може да ја вознемират малолетната публика. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добре дојдовте. Уште едно издание, Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Политика, шарени, обоени, вакви или онакви, заборавете за вечерва. Нема ни труд, ни социјала, нема интересира судски процеси, правда, неправда, било што друго. Ни Груевски, ни Заев, ни ВМРО, ни СДСМ, ни Русија, ни Америка. Вечерва нема политика, нема здравство, вечерва нема да се разговара ни за агрономија, нема да има ништо освен глобален феномен. Што е глобален феномен? Ако мене ме прашате, глобален феномен е Христос во најбитната смисла на универзумот. Но ние во цивилизацијското живење си создаваме своји глобални феномени. Човекот од секогаш сакал и уживал во приказни. Раскажувањето приказна е едно од најубавите работи. Имагинацијата наша, зависно од оној соговорник кој ќе ни ја раскажува, ни правела едноставно само да ги затвориме очите и да го доживееме навистина многу пластично тоа што некаде се случувало. Да ги преживуваме чудните авантури, големите битки, откритија, изненадувања, спектакуларни, лоши и добри работи. Така се шири емпатија, така се шири цивилизација. Телекомуникациите создадоа услови да овие приказни станат глобални. До секого дојдени. Филмот, радиото, музиката, книгата, печатените медиуми. Сето тоа направија секаквите приказни да стигнуваат до нас. И зашто најмногу се интересираат луѓето? Секако, насловните страни на било што се секогаш политиката. Но кога политиката ќе ни заврши во животите, а таа трае, еве искрено да ви кажам, например, сите велат дека гледаноста на вестите е најголема. Но има една работа. Се мери пикот. Значи, колку достигнува максимумот. Лата стално ми вика, јас сум најгледан, Јанко, ти нема шансија. Знаете што е? Во првите 3 минути, точно, неговите вести достигнуваат космички размери. Навистина се најгледани. Но она што е проблем, не само со него, со сите вести, дури и со вестници, тоа трае 2 до 3 минути. После народот го интересира други работи. Ајде да си се допофалам, кај мене која ќе се качи линијата на гледаност, останува 2 часа. Такво нешто никој не може да постигне. Тоа го постигнувате вие. Што бараме во останатото време? Се дружиме, читаме, следиме, гледаме филм, слушаме музика. И во последниве децении, откако Бил Гейтс ни го направи компјутерот она што треба да ни биде, играчка за секого и работа за се, игрите ни стана дело секојдневица. Може би не на оној десктоп компјутер, но нема од вас човек што на мобилен нема Candy Crush или некоја си Armor Games игричка да си ја рчка, или да игра King of Towers, кој што јас сега сум навлечен и слично и така натаму и така натаму. Глобален феномен е и рок-н-ролот. Глобален феномен е мастиката за джвакање. Во гейминг индустријата глобален феномен се игрите. Неколку игри навистина оставија трага. Doom, Quake и некои стратегии кои до ден денес се играат. Една од нив е World of Warcraft. За оваа игра, која мене, од сите мои соработници, надредени, подредени, директори, ми беше
замолено дека ќе си упропастам и фамилија и кариера ако почнам да ја играм, и навистина ги послушав затоа што видов дека се работи за многу интересна и заразна игра. World of Warcraft е глобален феномен од 2004 година па наваму и играат милиони. Ко велам милиони, не мислам на милион, 2, 3, нити на 10, 15, 20. Зборам на стотици милиони низ светот. Од спектакуларни борилишта до real-time, real-life трагедии, World of Warcraft повеќе од 10 години е светски феномен. Глобален светски феномен. По тој повод се сними филм World of Warcraft на кој работеа нашите најдобри. Компанијата број 1, која никогаш нити добила донација од држава, нити едно министерство, која е прогласена за предприемачка компанија број 1 од Европа. Значи Европа ја прогласува како предприемачка компанија број 1 за Европа. Двајца македонци формираат компанија и успеваат со своите раце, без врски, ни политички, ни партиски, ни идеолошки, ни религиски, туку со својата желба да успеат типично во предприемачки, во духот на најдобриот капитализам, создадоа фирма и компанија која е гордост не само за Македонија, не само за регионот, туку за целиот свет. FX3X е компанија која многу пати, и ми се чини дека уште на самите зачетоци беше и гостин во оваа емисија, и просто се гордеам што некако успеав да се допрам до нив, да бидам, да го почувствувам дел од нивниот успех и да помогнам колку толку во нивниот развој, кога им требаше луѓе, да помогнеме да се прошири зборот, дека им треба екипираност. Тоа е компанија која нон-стоп живее и се движи. Работи на специјални ефекти на холивудските филмови. Не било кој. Блокбастери. Работи на серија Game of Thrones. Помага, има контакти веќе со многу 12 Monkeys која се снимаше во Македонија и успеа да ја живне цела една сцена на компјутерџи, софтверџи, луѓе вредни, претежно млади луѓе, кои бара идеја секаде низ светот да работат слична работа или да најдат, може тука да ја работат. Неверојатна е можноста која FX3X ја дава. Она што го прави FX3X за Македонија е за мене со несогледиви последици. Она што е Apple за Соединетите Американски држави, тоа е FX3X за Македонија. Она што е Nokia за Финска, тоа е FX3X за Македонија. Ние немаме поглобален продукт од едно место. Ке речете Ајвар. Ајвар е бренд нейм, 10 компании го шиткаат, кој ќе продаде 100 тегли, кој 200 тегли. Ова го гледате на шпиците на најголемите филмски хитови. Ајде да го видиме шоурилот на... Пардон, го немаат шоурилот, туку да ја видиме страницата на FX3X. Да видиме што све имаат работено. Не можам да ги читам сите филмови, но еве ќе ги спомнувам најинтересните. Еверест, Златниот компас, Vantage Point, Авиатор, Авиатичарот, Брзи и бесни 6, Денот на Трифидит. Леле, не сум го гледал овој имаше стар филм. Морам да го гледам, ја имам читано книгата. Виш, морам да го најдам овој филм. Red Tails, јас сум број 4, Terminator Salvation, Resident Evil Afterlife, Трето полувреме, Јадници од Иго мюзиклот, Херкулес, Прометеус, Шерлок Холмс, Животот на Пи,
Maleficent со мојата драга Анджелина, а и секако сопругот. World War Z, еден од најспектакуларните филмови со многу ефекти. Секако тука се Avengers, тука е Супермен, тука е Edge of Tomorrow, Robocop, Cinderella, Captain America, Exodus, Gods of Kings, Mockingjay, Jupiter Ascending, Furious 7, Mission Impossible Rough Nation, Guardians of the Galaxy, Avengers, Age of Ultron, Ant-Man, Fantastic Four, Goosebumps, Tomorrowland, Terminator Genesis, Bring Him Home, The Martian, Peter Pan, Spectra, со James Bond, Mockingjay, вториот дел, Batman vs. Superman, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Revenant, X-Men, Apocalypse е последното, го гледав у кино, Бог да чува и да брани. И наскоро овдека ќе се стави уште едно, ќе се стисне и ќе се појави следниот филм. А тоа е World of Warcraft. We've had peace in these lands for many years now. But one of our villages burned tonight. War is coming. An invasion. If we do not unite to fight this enemy, our world will perish. Saving the world is not a one-man job. We fight together or we die together. You'll have me to protect you. I need no one to protect me. Well then. They're stronger. Be smarter. This war will destroy us all. But together, we might stand a chance. Whatever you plan to do it now! Да. Утре веќе ќе можеме да видиме, но има уште малку овдека да изгледаме од овој трейлер филмски. Да ве заинтересира. Секако Blizzard е компанијата која ја направи играта. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are. Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here. Whatever happens. Whatever happens. If we do not unite, our world will perish. This doesn't need to happen. There is one who may help us. For orcs, there is no other life but wars. No, but with the humans' help, there could be. Why are you here? To save our people. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that? We'll protect the kingdom. You and I. You'd side with the humans against your own kind. This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do it now!
Драги мои пријатели и пријателки, благодарам режија. Значи, ова е трейлерот за филмот. Трейлерот за филмот е посебна приказна, бидејќи знаете, геймерите кои ќе си влезат во својата приказна се многу конзервативни. Филмските адаптации на игри ретко имале успех, но ова е правено очигледно со многу ентузијазам. Како ние кои не сме играли играта можеме да навлеземе во овој филм и како оние што играле играта ќе можат да се најдат во овој филм, ќе видиме доправо. FX3X, не се сомневам, гледате, направиле фантастична работа. Они се дел од тимот на специјалните ефекти кои очигледно дека овој филм ќе беше само зелен екран, да не беа специјалните ефекти, да не беа FX3X. Така што, кој ќе идете утре да го гледате филмот, спомнете си од утре натаму, спомнете си, сетете си дека наши луѓе, македонци, наша компанија работи вредно на сите овие проекти. Честитки до тимот, честитки до FX3X, бидејќи јас ќе отидам да го гледам филмот и знам дека ми беше забранувано да играм играта, ја немав друга опција освен да контактирам со некои луѓе кои прилично добро ја разбираат. Пред ќе се јавам во Битола на еден млад момак, а подоцна ќе се вклучам и со Горас неговата GGTV, каде што јас гостував, емисија, телевизија специјализирана исклучиво за игри и гейминг. Секако он има две, една му е таа, друга е на македонска телевизија каде повторно збори за тоа. Актерот нас Горас Цветковски, кој познат актер, кој едноставно он има таква една пасија. Тоа е неговата страст и тоа е неговиот живот. И мислам дека он и неговата екипа ќе бидат најсоодветните соговорници на оваа тема. Но, првин ќе идеме со човекот за кого велат дека е еден од најголемите геймери на World of Warcraft. Се вика Јане Здравевски од Битолај. Јане, добро вечер. Добро вечер. Се слушаме добро? Да, добро е. Јас ве слушам, не знам вие. Океј, се е во ред. Режијата дава палец нагоре. Можеме да разговараме. Јане Здравевски или Умрен ТВ? Да, Умрен ТВ, така ме знаат луѓето, иначе Јане Здравевски за. Океј, ми беше топло препорачано да ве поканам во емисија, ја тоа го сторив, дека сте еден од тука. Да, дека сте еден од најголемите геймери во Македонија и најголем играч на World of Warcraft. Па мислам дека како таков сте соодветен соговорник да можеме да разговараме малку повеќе на оваа тема околу играта. Кажи ми ги твоите импресии, колку време ја играш, како ја доживеа играта, колку те чини месечно, аспектите нејзини. Играта ја играм од 2004 мислам дека излезе. Од кога излезе играм цело време. Играта ме има импресионирано и имам многу ноќи неспано ради таа игра. И е многу, мислам, екстремно добро направена игра. И секој што има пробано ќе каже дека во било кој момент од животот што играл дека уживал комплетно. Има прекрасна историја, има многу добра приказна и е мастер дело на Blizzard, продуцентите на играта. Моментално работам со тоа што правам видеа за таа игра на YouTube и во живо имам емисија секоја вечер на Twitch. Може да живо ме гледаат на интернет. И така, значи тоа е покажеме првин малце твојата телевизија. Океј? Ако се согласуваш. Значи, твојата телевизија се вика Умрен ТВ, таа е канал на YouTube, така? Не, на YouTube ми е кај што правам видеа, во живо ми е емисијата twitch.tv/умрен. Вау. Да. Чекај. Дали ми го имаш пратено тој линк? Еве, сега ви го пратив. Океј. Да го отвориме Twitch. Да, таму работам секоја вечер, ме гледаат луѓе во живо. И таму стриминг правиш преку интернет, исклучиво за оваа игра? Да, преку интернет во живо секоја вечер, да. Браво. Вечерва имаше емисија, така? Да. Вечерва имав емисија, морав да затворам во 9:30 ради така што бев поканет во
Јанко јади бурек. Океј, баш ми е мило, баш ми е мило. Секако вака ќе ги имаме и GGTV со Горест. Секако, предпоставам дека ги знаеш, они се геймери, но со широк спектар. Добро, сакам само да кажам на сите луѓе што сакаат, мислам што ќе го гледаат филмот, што ќе бидат импресионирани од филмот, ми препорачувам да почнат да играат Warcraft, бесплатно е таа. Warcraft 2 и Warcraft 3 се тие први игри што настанаа за Warcraft и што може да ве воведат на некој начин во приказката за цело таа World of Warcraft игра, што е моментално хит. Што ми препорачуваш? Да почнам да играм па да го гледам филмот или да го гледам филмот па да почнам да играм или се едно е? Па гледај, филмот како филм си има своја приказна и не е баш многу доловена во сат и пол, мислам таа приказка не може во сат и пол да се долови. Прилично долга е во играта, а? Да, прилично долга е. Пример Warcraft 3 мене ми требаше од прилика 10 сати да ја завршам цела 15. Сега тоа не можеш да го клаеш во еден филм што трае сат и пол 2. Пробаја нешто да направат, али нешто што трае многу долго, сака да осмалат малце, не е баш добро прикажано, али филмот е фантастичен, значи многу добри ефекти, приказната е многу добра. Тие што ќе гледаат ќе видат, да не му правам спойлери сега да го расипам филмот. Добро. Не, така, јас ти препорачувам да ја почнеш играта без разлика, е многу лесна, многу е така easy going, не знам како да кажам. Многу е едноставна за играње на почеток, има добри инструкции, а приказната е така, многу ќе ви импресионира и вас сите што гледаат. Значи, ти велиш дека лесно, иако е стратегија со многу слоеви и со многу додатоци, нели, во тие оружја, магии кои се користат и така натаму, начини на играње, ти си убеден дека многу лесно луѓето можат да се најдат во играта? Многу е, мислам, во секој чекор има како лекции. Сега кликни овде, сега појди тука, па стегни ова, па земи ова. Значи нон-стоп има инструкции како да се продолжи низ играта. Сега би требало малце да се знае англиски за колку да оти нема македонски превод на играта. Апсолутно. Кажи ми, Јане, 10 години, преку 10 години играш, што значи негде као 16-17 години си ја фатил се, имаш 29 години, како што ми кажа. Работиш ли нешто? Имаш ли живот освен World of Warcraft? Па, тоа ми е животот, тоа преку YouTube заработувам, Twitch заработувам, спонзорства, сега ќе имам, тоа сакав преска да ти кажам, сега ќе имам во Шведска, има многу добар геймерски евент кај што ќе има исто од играта, многу детали, има луѓе се облекуваат како ликови од играта, мислам тоа е феноменален семинар, тие што можат да го посетат за геймери е многу добро. И исто така спонзорите ми возможија да дам на некој од гледачите на моето шоу и било кој што сака да се приклучи на како наградна игра giveaway се вика тоа. Тоа е на umren.tv /giveaway. Сите што сакаат да се уклучат на тоа е бесплатно, едноставни неколку 2-3 клика се за да влезеш во тој giveaway и можете да добијате геймерската статура или геймерски маус во вредност од 100-200 евра и така натаму. Сакам на македонци нешто земат, веќе има доволно странци влезено, ама сакам и нешто им на македонци ако може да му се дај. Значи тоа ми е од спонзорите. Со тоа работам. Warcraft ми е последниве 2 години, тоа имам емисија во живо, YouTube канали. Ова е просто неверојатно една вистинска субкултура представуваш со ова што го кажуваш. Значи, успеа на некој начин она што го сакаш, да играш World of Warcraft и да заработуваш и да живееш од тоа. Да. Мислам преку, значи, ангажирање на разни нели овие рекламни, маркетиншки што постојат онлайн и да преку тоа. Добро, ако не е тајна, дали успеваш да ги покриеш трошоците? Колку можеш да заработиш вака? Па за Македонија, мислам, кога ќе направим компарација со нашиот стандард е доста солидно, речем дека и ми останува така добар дел во многу често случаи. Најчесто се мислам, моја работа што ја работам јас, најчесто се базираше на почетокот донации, знаеш, луѓето те гледаат ако му се свиѓаш како карактер, донираат и така натаму, ама после тоа веќе како што си партнер со Twitch, па партнер со YouTube, па рекламите стартуваат и така натаму, доста добро заработка е, мислам. И тоа што го кажат ти дека е хоби и со самото хоби што заработуваш уште повеќе те мотивира да работиш. Јане, знаеш дека би сакал една цела емисија да направам со тебе за начините за заработување преку ова. Браво. Да, интернетот нуди милион. Сам успеа тоа да си најдеш работа во странство, а да не мрдеш од дома. Да. Па ти си цар, бе, човече. Браво. Браво. Добро. Да, имаш ли девојка, имаш ли ноќен живот? Вака.
Па сега моментално искрено ти кажам, пошто работам доста, значи работам по 12 сати минимум на ден. Да, стани, сними видео, исечи го, стави го на YouTube. После имаш 2 сати, 3 да пиеш кафе, да јадиш и седнувам во живо емисија од 7 до 12. Ако остани време и енергија, кога тогаш се излегува. Зависи, имам девојка и од време на време може да излеземе на такви некои забавни работи. Ама има ли разбирање девојката за геймерски твои? Пошто така ме запозна, таков бев кој ме запозна, не дека се тоа е дел од тебе, како бемка. Да. Нема ја браво и за тебе, браво за неа. Тука што се променува, не? Браво, браво. Многу убав печаток ми остави, искрено, многу ме фасцинираше. Кажи ми сега еве вака, бидејќи твојата специјализација е World of Warcraft, имаш ли некоја представа колку е таа проширена во Македонија и дали е тоа добро да се шири за играта, да има уште повеќе? Па, знаеш како викат англичаните се, не знам дали ќе ме разбереш или викаат the more the merrier. Значи колку повеќе, толку позабавно. Сега јас откако почнав да ја водам емисија моја, што многу македонци на Facebook, на Skype, на Twitter сега ме контактира онака да ме прашаат за совети и такви работи. Јас со цело срце сакам да му помогнам на сите. И е многу добро што луѓето се интересираат и што тој геймерски свет на некој начин се популаризира поќе. Нормално дека колку повеќе публика, толку поинтересно за мене, толку поинтересно за тие што ќе влезат нови, пошто ти имаш, пошто е онлайн игра, може да си комуницираш на секој начин, исто како во Facebook, влегуваш, некој ти смавка од страна, ќе му речеш здраво, мислам, цела социјална мрежа, затоа е таа толку добро направена и добро брилијантна игра, во секој случај да опоминиш времето во еден ден. Така. Повеќе луѓе поинтересно. Интересно. Имаш ова ти е геймерската твоја просторија кај што работиш, кај што да, се? ова ми е просторијата кај што снимам, тоа ми е позади си го фарбав ѕидот зелен за да можам што рече преќе со грин скрин да можам. Со ефекти. Браво, да. Браво. Седиштево ти е од автомобил? Седиштево ми од гледачите купено. Еден ден седев јас на топка за фитнес и еден ден рекој ајде да му купиме неумрен столица и почна да донираат 100, 200, 50, она и ми донираат столица. Така. Иначе геймерска столица купено. Не ми се веруе, 16 години имам рейтинг број 1 во Македонија, не успевам нова столица да си купам, ти си цар, човече, ќе ти ја дадам јади борек правија, човече, мене не ме бива. Секоја чест, значи предприемач, играч, све те бива. Секоја ти чест. Па да, сите што сакаат да почнат со ова, јас Јанко искрено од срце му препорачувам да го направат, пошто е многу тешко во денешно време да најдеш хоби што ќе ваѓа пари. А сега со интернетот, посебно со игрите, посебно со YouTube е толку многу распространет и толку едноставно да се направи што сметам дека е многу лесно е, мислам, има туторијали, има книги, учебници на YouTube, на све. Може многу лесно да се почне за Македонија како мала државичка и сиромашна што сме, многу лесно се заработува за живот со таква работа. Само пак сака иницијатива малце. Малку помалку кукање, малку повеќе иницијатива. Браво, браво Јане. Браво, така, ни одржа. Да навредам никоја сто да речем момент. Ни одржа лекција за живот. Геймер, што геймерите ги сметаме за нердови, неспособни ни девојка да си фатат камоли работа, живеат со мама и тато. Јане, каков шамар си направил ти, не само кај нас, вака и на светски рамки. Браво, браво, разби еден стереотип. Да, добро е. Мислам, сите што сакаат да постигнат било што, јас сум достапен на многу македонци му помогнат да почнат и сакам на сите што сакаат да колку можам да му помогнам. Значи правам видеа за тоа како да почнеш, како да ова. Јане, би сакал така. На твојата YouTube страна сум. Што би ми препорачал да пуштам? Овдека имам околу 9 видеа. Што би било вака атрактивно нешто да им пуштам на гледачите неколку минути? Вака да видат. Чекај да видам кои 9 видеа ги имаш. Умре ти ви... Па не знам, од играта или така? Од играта. Од играта? Да. Нема нешто искрено ти кажам што би било интересно за луѓе што не имат играно играта. Ако евентуално сакаш нешто такво да пуштиш, не е битно, може било... Што е ова Умрен versus Iron Man Challenge Monk Level 1 to 11? Тоа е пример, знаеш како? Да почнеш да работиш нешто во живот. Iron Man Challenge, Iron Man значи да си многу цврст. Сега по принцип одиш во игра, имаш цела опрема, имаш све, ама да не ја користиш опремата и пак да пробаш да излевелираш таму, да го крениш карактерот. Тоа е уствари Iron Man Challenge. И е многу тешко да се оствари, јас го почнав по препорака на гледачите.
Не знам дали би било интересно, ама ако сакаш можеш да пуштиш да видиш како. Ова малку долго трае, но би пуштил, да речеме, долго. од средина веќе акцијата кај се случува, целиот туторијал. Значи, да одиме во светот, Еве во ти виртуелни... motivation можеш да му пратиш, исто така е добро за во животот. Чекај ќе ти пратам на Skype. Не, окей, затоа што време ни е за првиот блок реклами. Јане, јас ти благодарам за јавувањето и можеби да се чуеме повторно идната неделја. Кажи ми, ќе идеш ли да го видиш филмот? Филмот веќе го видов. На 1 јуни беше овде премиера во Битола и веќе го изгледав и сум многу импресиониран. Шо морбитолчани, бе, што сте вие, бе, чудеса, невероватно, манаки да сте го имале. Барем имаме кино што работи. Те бендиса ли филмот? Да идам ли да го гледам? Да, крајно ти препорачувам да го гледаш, е многу добро направено, има долго добри ефекти. Приказната е доловена на некој начин што мислам дека би импресионирал нормален човек и што не има играно играта. Значи така нашиве од FX3X направиле добра работа. Не знам, тие работеа на ефектите? Да. Тоа е целата поента. Тоа ми е и поводот, што FX3X ги работеа на ефектите. И многу сум горд поради тоа. Не го знаеш, а? Многу голем аплауз за тоа, браво. Океј, поздрави го геймерскиот. Многу ми е мило што ме покани во емисија и што пробав да ја покренам свеста околу тоа. Па наредна прилика се гледаме пак. Обавезно те барам после филмот, можеби некои впечатоци, дали некако да видиме дали има некој импакт, зголемување на интересот за овој навистина глобален феномен. Јане, лека ноќ, пријатно, многу успех. Фала на сите гледачи, исто и тебе. Ајде, поздрав. Се поздравуваме со Јане и неколку од видеата. Еве како изгледа тоа геймингот. The explorer, the noble, the patient, the loveful, the elder. Elder Iron Fist? Elder is good, man. I feel like Elder. Yay. Yay. Let's do it. Pocahontas, hey. Alright. We took some quests from Pocahontas. I'm gonna actually go and... Ете, така, овака изгледа и играта, драги мои. Може би некому му изгледа здодевно, но за многуте аспекти на играта, онака детално, аналитички, критички, од GGTV, Горасти и неговата екипа, кај што јас скоро и бев гостин, по рекламите ќе ги вклучиме во емисија и ќе поразговараме малку повеќе за овој глобален феномен. За ова секако вечерва ја посветуваме целата емисија. Можете да земете учество. Мојот Skype контакт е janko.ilkovski. Ќе ги вклучам другите гледачи после разговорот со Гораст и екипата. Режија, може да идеме со првиот блок реклами. Anytime. Океј, драги мои пријатели и пријателки, гледате, од тема која мислев дека ќе, нели, со најголемиот геймер дека ќе разговарам само за играта и сето тоа, едноставно се проширува на многу аспекти. Фантастично, така што мислам дека, вау, многу работи, барем, нели, оние кои сакаат ги интересира и не кренале раце од животот и не насочиле дека вината за она што им е добро или ме лошо е комшијата, соседот, сопругот, сопругата, роднината, партијата, оваа, она, странци, американци, руси, марсовци, глобални и така натаму. Луѓето како се сноѓат. Оваа приказна на Јане заслужува новинарска. Дарко, не знам дали те заинтересира вечерва на уредникот на Дневник, му зборам, ама дечко заслужува да пуштиш екипа и да му направите едно добро интервју и во антена. А потоа, откако ќе го изгледаш ова, да посветиш еден број на овие момци. Еден од нашите најпознати и најдобри македонски актери, животот свој го посвети на геймингот. Заради тоа, има и своја емисија на македонската телевизија, но има и своја телевизија, како Јане. Тоа е GGTV MK, која исто така мислам дека секој дневно емитува, но најдобро е
нив да ги прашаме. Преку Skype се вклучуваме во студиото на GGTV. Данко, Горас и Дарко. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Добро вечер. Како сте, драги мои пријатели? Так, јас сум као пест болен со антибиотици со такви работи, ама тоа е нормална геймерска болест. Затоа некои столбови од страните стоиме го чуваме. Добро. Вика нам светиш. Ке ставев пудра, што не ми кажа порано. Нема батерија, после отиде у ветер. Свети челото поише него ова. Не. Срцето е најсветло. Познато ти е нешто? Јам како на адаптер стај си го немаш гајле, вечно ке живееш. Ние во моментов се вршиме пренос во студиото на GGTV, кој емитува секоја вечер, така? Секој понеделник. Секој понеделник Се извинувам. емитуваше. Емитуваше. Па, ја уште една епизода имаме финална што ќе биде во среда и ќе одиме во живо од Cineplex со публика, со аплаузи, вајде ќе има и така дале и така дале. Утре вечер? Не, следната на 15. Од Cineplex. Вечер е среда. Денеска е среда, значи следната Денеска е среда. Да бе, добро. Значи, последната студиска, значи емисија беше завчера во понеделник. Добро. А од сезоната оваа ќе ја завршиме во среда на 15 во едно од киносалите во Cineplex, кај што ќе има гости од пријатели, гости од другарчиња, публика, giveaway, ќе даваме подароци на тие што се таму. Во живо ќе коментираме, ќе збориме што планираме, што сме правили. Знаеш како и да тие работи. И нема да има колаш од најсмешни моменти, тоа сигурно. Не, во никој случај нема. Нема да биде посебен повод World of Warcraft, така? Не, нема да биде. Случајно се поклопи таа недела да биде. Браво. Со Кети се договоривте, значи убаво. Кети е прва лига. Нели? И Кети и Ружица, и Иван. Не ги знам другите, јас само со Кети. Кети ми е малце така. Очекуваме да се клонира наскоро. Нас ни се спонзори цела година. Утепавме луѓе носејќи на филмови, затоа ги знам сите остави. Да? Влазесиви. Ја ги бркам за спонзори, не ме еса по 2%. Море ги носам у емисија, ги частам, не. Види, па добро, ние таргетираме малце помлада публика, извини се. Да. Ја моите изгледа не доаѓаат, Ти да земеш нешто спонзорство, да речеме, од Катланска бања, например, нешто ќе ти легне тоа добро. Или да ги разубедиш родителите да ги пуштат помалите киновите. Добро, очигледно тогаш вам ќе ви треба спонзори некој секси шоп за пластични вибратори. Вагини. Слушај, не е лошо, молам, на кој не му треба тоа? Кукли и така натаму. Мене не ми треба, ама вам. Па ќе се дупне душево за бања. Чекај, јадачка, добро, Горас. Легитимно, се. Океј, како едни од најголемите стручњаци во Македонија и јавни и медиумски за геймингот, ајде моламе еден осврт за феноменот на World of Warcraft. Зошто толку? Зошто голем? Што представува? Каква е оваа игра? Ајде, надолго и на широко. Во наредниве пола сат. Кажи ми, збореше со некој пред нас нешто? Да, разговарав со Јане од Умрен ТВ. Со Умрен, така. Да, со Умрен разговарав. Многу не збореше за играта, ме фасцинираше со неговиот ентузијазам, колку вложил во играта, колку ја игра и така натаму и ја фалеше генерално и филмот и играта ги гледал. Го гледал филмот, играта нели ја игра постојано и прави за тоа, но за детали околу играта, значи критички, стручно и така натаму, тоа оставивме на вас. Значи ништо не е говорено конкретно за играта, освен дека е од 2004 и дека е Blizzard. Пред 11 на години некаде се појави World of Warcraft како наслов кој што мислам дека буквално на сите што игравме игри ни ги смени животите. Беше игра која што не беше само неколку сати дружење со другарите, туку беше нешто кое што буквално ти го обзема животот и све што правиш се организираш околу тоа кога треба да играм World of Warcraft. Тоа мислам дека најмногу се должеше на Blizzard мајсторите кои што ствари знаат најдобро да прават игри. И мислам дека не постои геймер на планетава кој што во последниве 11 години барем неколку години од својот живот ги нема посветена на таа игра. Во 2008-2009 година, кога беше третата експанзија на таа игра,
играта стигна до 12,7 милиони претплатници, кои што секој месец плаќаат по 15 евра за да може да играат играта. Мислам дека само таа бројка кажува колку 12,5 милиони играчи активни кои ја играат ова онлайн игра. Значи, оваа игра не може да се пиратира, оваа игра може да се игра само ако ја платите и активно да играте и добро да играте само ако сте претплатени на неа, така? Има до душа играта пиратски сервери, но не се толку интересни како оригиналната игра. Има разни багови, разни ствари кои не се во реалната игра. Колку чини месечно? Молам? Колку чини месечно? 15? Не, бесплатните сервери се пиратските сервери се бесплатни. Разликата е тоа што Не, барта ли пиратски. Значи, играта колку чини месечно? Играта е 13 евра. Во најефтина варијанта е 12 евра. Односно, ако купиш за 6 месеци е 11,99, за 3 е 12,99, за еден е 13,99 или за долар поевтино, некоја така комбинација беше. Знам дека имаш пакет од 6 месеци кој што се фаќа најефтино. Ама доколку не платиш не можеш да играш. Губиш пристап до играта и тоа е тоа. Дали ако немаш одреден период од играта пари, она што си го сработил, што си го стекнал во играта, бидејќи таму градиш некако виртуелен живот во еден виртуелен свет. Нели, градиш војска, градиш куќи, ги собираш пари, не знам ова, она и така натаму кој што разбрав. Дали го губиш тоа? Дали можеш да ја продолжиш после известно? Не, играта го зачува карактерот и се тоа што си го собрал, што си го заработил и се базира мање више на својот карактер. Нема како имоти или други работи, туку е стриктно еден карактер, ликот, така. Еден лик и работите кои ти ги собираш додека левелираш до максимум левел. Ако те снема уствари на неколку месеци, ќе пропуштиш многу затоа што светот продолжува да постои и да живее, они го се продолжуваат да одат напред. Ај малце поразбирливо за оние што би сакале да почнат да играат горе, мислам дека ти ќе бидеш највеж во тоа. Значи се работи за еден виртуелен свет. Сега, значи вака изгледа тоа. Значи како што каже Данко, 2004 година не дека не постоја ваков тип на игри, но тогаш ова што се појави беше многу блиска до луѓето, многу лесно разбирливо, многу лесно се играше. Значи станува збор многу просто. Како во сите други игри што имаме еден карактер, еден лик, дали е тоа војник, дали е тоа лечач, дали е тоа некој магионичар, кој што си го преземаш, нели си правиш едно алтер его. Јас на пример се викав Skullmonkey, бев warrior и бев многу ружен. И работата беше што од претходните игри од овој тип, особено од претходните кои што се играа сингл плеер, односно само еден, овдека доаѓаше до колизија, значи имаше повеќе луѓе на едно место кои што се функционираат независно, но може и заедно да функционираат. И сега што беше работата? Значи, почињеш ти еден карактер кој што е прв левел, значи прво ниво, имаш ранче на себе кој што може да го носиш и почнуваш да одиш низ, да истражуваш еден огромен, голем универзум кој што дотогаш не си го видел. Графика феноменална, малку луѓе на почетокот, многу се збореше и тука почна вирусот да влага под кожа. Како што одиш понатаму, влегуваш во пештери, наоѓаш големи джинови, завршуваш еден куп загадки кои што ти ги бараат и почнаш да влегуваш во огромни градови, главни градови на секоја раса. Пошто поделена е на раси, на класи, на фракции целата игра. И сега, после некој време почнаш да взимаш професии. Значи, паралелно на тоа, например, јас бев blacksmithing, односно ковач, и майнер, односно рудар. И сега, пример, одам јас да тебам, не сам, 10 јариња, да речем, или 10 зебри, и по пут гледам дека има некој камен. И сега го копам каменот и него излегува бронза. Заради тоа што мојата втора професија е, да речеме, blacksmith, односно ковач, можам заедно да го искористам тоа со уште некој друг минерал, за да направам, пример, мач. Ама многу е важно да се каже дека како што поминува времето во вистинскиот свет, поминува и внатре. Кога е дење во Европа е дење во играта, кога е ноќе во Европа е ноќе во играта. И секој ден си го има циклусот на дење во ноќе. Реал тајм се случува. Да, во принцип лично абстрактно некое време, реално време за сите. Тоа не значи ништо на геймплејот на играта, односно освен тоа дека навечер има помалку играчи, но во секој случај целиот амбиент се прави. Иако значи јас играм игри, знаеш сам од кога знам за себе. Од кога јас знам за тебе. Ете.
И јас, иако имаше еден период кај што јас тогаш се сеќам 2004-2005 завршував со академија, знаеш, млад надежен актер, и има воен режим дома направено. Значи, понеделник, среда, петок, гораст да не го рачунате од 8 па надале. И сабајле или навечер? Не, навечер, од 20 до кај 24 отприлика час. И се сеќам уште тогаш имав јас еден куп проблеми од типот на седам на компјутер играм и си викам човече излези малце надвор, треба да се дружиш, треба да комуницираш, треба да работиш. Па ќе се напнам, ќе излезам надвор и си викам човече, дај дома да си идам да си поиграм малку, видиш убаво сега другарчиња ми левелираат, си прават заедно квестови, одат тепат огромни змаеви. Ама те копка, пошто ти додека си надвор, луѓето што останале да играат, продолжиле да прават нешто кој што ти сакаш да го правиш, ама социјалниот живот тебе те кочи за да бидеш дел од општеството. Дали ти се развива ликот? Што правиш со ликот? Го зајакнуваш цело време, открива нови светови, а цело време и комуницираш со тие луѓе што ги сретнуваш? Поентата е дека играта е цело време направена на тој начин што тебе мисијата ти е константно да направиш нешто кое што ти не работи на твојата способност да го направиш. И затоа е многу добро да не знам зашто ти звучиш апстрактно, затоа што е баш кој ти е тебе потенцијалот и секогаш можеш да го направиш тоа кој што е тука и Значи, како што се зголемува карактерот, условно левелот да речеме, како што повеќе завршуваш мисии, како што повеќе убиваш животни нормални и други работи, така можеш посилни и посилни работи да добиеш, односно да ставиш на себе. На себе имаш штит, да речем, не знам, на раквици, раце, прстени, градни кој на касика, чест, нозе и така натаму и така натаму. И сега, уствари, види, поентата во играта е продавање муда за бубрези во принцип. Односно, треба да се перчиш пред другите со нешто кое што условно кажано го немаат. Затоа што ти си подобар од нив, си го заслужил. Тоа можеш да го добиеш со многу играње, прва работа, значи луѓе кои што не стануваат од компјутер со денови, со многу злато. Така е. Па не, тогаш не можеше толку лесно да се купи злато. На почетокот уште не беше тоа. Затоа имаше по огласи каде што луѓе продаваа злато, значи ти можеш трговија да правиш. Тоа беа кинески фарми кои што беа, например, не знам, соба од 20 компјутери кои што работат единствено на правење пари во играта. Тоа се огромни бизниси. Да, значи и не е, значи они играат играта, ама не играат ништо друго освен тоа што прават. И тоа е, мислам, нека, знаеш како некој ти дае тебе сега по 8 сата на ден да броиш чкорчиња. Знаеш, тоа не е напорна работа, да. Ама иди ментална работа ќе те утеп. Кажете ми, што е приказната во играта? Приказната во играта, значи вака сега. World of Warcraft, за која што ние зборуваме, не е инспирација за филмот Warcraft. Warcraft моментално филмот се базира на Warcraft 1, играта. Тоа е Warcraft Orcs and Humans. Тоа е една стара стратегија која што ти сигурно си ја играл. Тоа беше една од првите стратегии во реално време, односно real-time стратегии. После не излезе за Warcraft 2, па Warcraft 3 ја направија, па после Blizzard отидува на мега гига екстремниот проект World of Warcraft кој што сега гази се пред себе. Во World of Warcraft они споија повеќе раси, повеќе класи, повеќе условно кажем универзуми. И после тоа они само го шират универзумот и го модифицираат. Кажете секој добро да купим злото. Ние сме на страната на добро. Нема добро злото. Бидејќи, нели, како актер, можеби филмскиот јазик поедноставен му е да го каже. Папао, пињао, Еј, немој да направам вака, знаеш. Да, ке летнеш. Се тепав и со Winter Soldier и со Captain America, па не зезај, ни Брус Ли не би можел тоа. Најсилното оружје на овој е хуморот, така да. Да, особено во X-Men, но оној брзиот. А тебе брзите вика. Прашањето? Прашањето е. Отиде прашањето. Значи, поентата во играта е, има две фракции, односно тоа се викаат Alliance, значи алијансата, и Хордата. И сега нема тука лошо добро. Едноставно која фракција ти ја сакаш, таа си ја бираш. Они две меѓу себе се. Колку е тука сличноста со Lord of the Rings? Нели, се спомнуваат орки,
на После филмот. тоа што лорот, односно приказната и сите приказни Blizzard црпи од многу, значи има многу грчка митологија, имаат се исцрпено. Имаат исцрпено норвешки богови и сите нишени натака. Lovecraft, значи комплетно. Lord of the Rings и како се каже овој писател, го заборив, Tolkien, значи комплетно се еден куп имиња во играта, на локации, на карактери, на не знам, на главни, на босови, се многу слични или исти со некој од овие. Мислам дека упрашање ако положат вака со експанзии ќе почнат и наши историја да земат сериозно, значи комплетно. Кој ќе ми збори за хардверски потреби? Што хардверски потреби? Дарко? За хардверски потреби на играта? За играта. Играта бара многу малку, бидејќи не се заснова на тоа да изгледа добро, туку да даде комплетен уживљај во тоа ти со своите другари, кои имаат подобри или полоши компјутери од тебе, да успееш да уживаш во свет кој е направен огромен, кој можеш да шеташ каде сакаш без пасош, каде сакаш, кога сакаш и да како сакаш. И како сакаш. Дали си ја гледал ти епизодата на South Park од World of Warcraft? Добро. Значи, еве не сум ја гледал, Поздрав до сите. До сите што гледаат, еве задолжително после твојата емисија да изгледаат со таа епизода, може да им се раскаже буквално се што сакаат да дознаат за World of Warcraft, нормално, нели, на сатиричен и души комичен и реален начин за целата. Али во најкратки црти играта работи на тостер. Да. Значи буквално на каква било машина, имате таа игра можете пушти сепак 11 South Park make love not Warcraft. Така е. Така? Тоа е тоа. Добро? Океј, кажете ми вака, значи, било кој компјутер со добра интернет конекција или нормална интернет конекција. Бидејќи имала играва е поставена уште од 2004 година, предпоставувам не бара оптика. И јас играв дури едно време на 56K модем на почетокот кога се појави, заради тоа што уште немавме ADSL од Телеком во Бутел. Идеше така, сецкаше, правеше, пустеше, ама не идеше кој што треба, после кренав нели паника и реков ајде на младо глумче ќе му ставиме ADSL и му стави. Има можност како се организираат луѓе, како се наоѓате, например, кога сакаш со некои познати од Македонија, од Скопје, соседи, па и од другиот свет, како успевате да се најдете, па например да затоа што колку што ја разбрав, можат да се прават алијанси, цели одреди, па војски, стотици. Колку можете да се соберете, не знам, максимум на едно место, па да тргнете во некоја мисија, некој демон таму да утепате? Играта од секојаш, едната од бавите работи за World of Warcraft било што функционирала како социјална мрежа, уште пред да бидат социјалните мрежи тоа што се сега во моментов. И уствари тој начин на здружување со пријателите е многу едноставен, буквално 2 клика ти требаат само за да можеш да се споиш. За групирање и за големите тепачки мислам дека нема ограничување. Јас сум присуствувал на тепачка на 2000 луѓе пред 8 години, кај што 2000 реални луѓе во исти момент на исто место. На исто место, да, кај што северите не може да го издржат тоа кога се судривме сите заедно. Тоа зборам. Колкав е тој свет? Дали е тоа некоја планета? Колкав е тој свет? Тој свет, како што разбирам, има ресурси, негде има река, негде има злато, негде има пченка, негде има град. Предпоставувам дека има некои присети. Нели? Бираш која раса ќе бидеш? Така? Сега ќе ти обяснам вака. Значи вака, да речеме, јас избрав да бидам хорда, тоа ми е, нели, фракцијата. Од хорда избрав да бидам орки, тоа е расата. И од расата избрав да бидам warrior, тоа е класата. И сега ќе пробам да ти објаснам како функционира, да речеме, една битка од 5 луѓе кои што да истепаат еден голем бос кој што на крајот, нели, кој ќе умре, фрла ковчеже или како да кажам ранчево, кое што има работи и кои што се, нели, подобри. Значи се сеќавам како сега Јанко влегуваме во играчница по, да речеме, околу 8, околу 20 часот. Петорица. Warrior, значи кој што мора да тепа и да држи. Прист, кој што мора да лечи. Тој што го тепа. Значи интелигентно се собирате, не е тоа само... Значи не. Значи со концепт, значи еден војник кој тепа коле напред. Еден лечач, еден свештеник кој може да лечи, добро? Еден хантер, тоа беше класа која што работи обично со животни и е многу, има голема, тоа се вика демидж, ДПС, значи многу да прави штета. Еден магионичар кој што знае да фрла и да вади клетви, што вика магии, и еден
Ворлок. Ворлок тој е вештер кој што има други придобивки. И сега, сите тие работат во синергија. Значи, ти како вориор мораш да отидеш напред и да ги држиш, тоа се вика агро, не знам сега, ова се многу стручни термини кои што се во играта. Ое напред он го си значи, он мора да ги привлекува сите да го мават него заради тоа што он носи штит од железо, има многу здравје и така натаму. Сега за тоа време него треба да го лечи овој што е лечачот, но во исто време мора да го лечи и хантерот кој што ги пука овие другиве. И сега тоа е една таква синергија која што мора да функционира заедно. И сега, за да стигнеш ти до еден главен, условно кажано, треба да утепаш еден куп, тие ги викаме ние, не знам, треш пекс, попут ѓубре, значи тоа се малецки такви овоно. Сега, кога стигнеш до тој главниот, да речеме, пошто во една да речеме условно... Тоа главниот не е некој играч што е поставено во играта постои. Значи, во една зандана, тоа е долга, да речеме, која се игра можеби 3-4 сати. И се имаш во таа зандана 4-5 главни. И ти продолжуваш. И тоа е, например, првиот главен се знае дека он има специјални можности, односно, тоа е, не знам, огре дебело, и кога ќе дојдеш да го тепаш, он знае да направи стан, односно да удри во земја. И ако на време не се тргнеш, сите ќе ве замрда и за тоа време, не знам, ќе во несвести и може да ја напредемиш, не е битно. Одиш понатаму, доаѓа до следен главен, кој што е, не знам, гоблин качен на како се вика, секаш на дрва на робот. И така натаму, за да стигнеш до ултиматниот, нели ултимативниот главен, кој што е најтежок, кој што има сосем различна механика, не знам, кој ќе стигне на 10% енергија, вика еден куп од страна пријатели за мора со сите, па не знам, хантерот ги брка да одат по него и тоа е таа цела синергија. И се сеќам, значи се создава Горец, кој што те разбирам, се создава, значи вие пред да тргнете со ова, таа група треба да се собере, бидејќи ова не е one person. Ова стварно треба група да имаш и да се развие стратегија. Значи студирање беше тоа. На интернет имаше, тази беше играта, имаше огромни гајдови со сати читани, гледани видеа за да знаеме кои се техниките и како да го правиме. И тоа пази, се беше проба грешка. И ова беше мојата, значи се сеќам влеговме ние тазе, значи уште во 8 часот. Како оној Джеронимо, како се викаше? Лирој Дженкинс. Лирој Дженкинс. И тоа беше една зандана пуна со пирати, темна, па излезе еден брод внатре и играме, ама се изнамучивме поштено. И на крај тргаме да излеземе од занданата и како што излегуваме и пред нас се појавува еден хоризонт, едно море и едно изгреј сонце. И мислам дека у тој момент можев да осетам јод на носот кај мене. Значи можев да осетам влажност од морето. Нормално, исто време сватив дека и надворе 5 сати дека се разденува. Али, такви моменти, например... Толку те уфилма. Значи, комплетно, World of Warcraft, јас би ја препорачал, ја не играм веќе, односно ја играм World of Warcraft кој излезе, да ги завршам сите квестови мисии и тука завршувам. Но, како игра би ја препорачал како искуство на било кој човек кој што сака игри, кој што има време да се посети на тоа. Вау, многу интересно ова кажано. Види, кажи ми за овој глобален феномен. Blizzard, дали, рековте дека хардверските потреби не се големи за оваа игра. Дали оваа игра еволуира, освен за PC, еволуира и на други, на конзоли? И каква е денеска ситуацијата со најпопуларните мобилни компјутери? За ништо друго освен за компјутер оваа игра не функционира и тоа е поради едноставната причина затоа што за да можеш да контролираш се потребните статура и маус. Мислам дека тука е до тој степен е комплексна што за да можеш на највисокото ниво да ја играш, ќе треба за на конзоли да се направи да се спушти целото тоа и тоа ќе се изгуби квалитетот. Така да не верувам дека постои можност за да се направи. Blizzard како компанија се наметна за тоа дека си ги почитува своите стандарди. И по цена на тоа играта, значи, види, World of Warcraft требаше да излезе 5 години пред излегувањето. И Blizzard имаат една, значи требаше да излезе 99, тогаш беше планирано. Blizzard има една реченица која што ја кажуваат секогаш: It's done when it's done. Не ме кога ќе ја пуштите, кога ќе биде готово. А кога е тоа? Кога ќе биде готово?
Дур не е готова, они не ја пуштаат порано, па не знам што да. Они не отстапуваат од тоа. Они знаат дека може да ја портираат, веќе имаме таблети кои што се многу појаки од компјутерите. Но они знаат дека ако се портира тоа на таблет, тоа искуство нема да биде ни блиску до она што го они го имаат замислено. Затоа ја нема ни на конзола, затоа ја нема ни на мобилен и претпоставам дека нема ни да има во ваква верзија, во ваква форма. За разлика не за мене сега излезе Overwatch, која што им е втора игра која што ја ставаат и на конзоли. Претходно имаше Diablo и историја, па после тоа и Overwatch се отворија. Diablo е некакво поврзано, Diablo, знам колку си ти голем фан на Diablo, има некаква врска со ова? Blizzard е врската. Тоа е тоа. Blizzard е врската. Инаку се различни универзуми, приказната апсолутно. Комплетно, значи тоа се различни универзуми, различни тимови кои што ги работат. Добро, оваа игра кога се игра, во која категорија спаѓа? Стратегија, third person, first person, како се нарекува? Спаѓа во масив мултиплеер онлайн, значи масивно онлайн игра, role playing game, кај што role-playing game. Да, role playing game, кај што нели глумиш улога на, не знам, елф стрелач или елф warrior или тоа е жанр кој што популарен стана тој период, се вика MMORPG, односно MMORPG, Mass Multiplayer Online Role Playing Game. Значи од кога Blizzard е направи оваа игра се цареви во тој жанр. Да, имаше многу, значи, од тогаш безброј проби да се направат игри и што е многу чудно се направија многу добри вакви игри. Значи многу добри, пошто пази веќе World of Warcraft не ја прави, мислам дека ни еден од оригиналниот core тим што ја правел. Баш напротив, најголем број од сршта на World of Warcraft излегува и направија своја игра, што се вика Wildstar онлайн и така натаму. И играта е стварно добра, и е феноменална, ама едноставно не може да го симне World of Warcraft од тронот. Јас, мислам, за африканци многу често знам да кажам дека ние сме малце ретардирани и хендикепирани благодарение на Warcraft. Односно, јас во секоја следна MMORPG што сакам да играм, барам Warcraft. А тоа јас колку да се трудам да го направам да не е така, едноставно душата ми бара. Кога ти било дел нешто од животот 11 години, многу е тешко тоа што си го инвестирал времето во тој универзитет. Колку женски фатив нова да знае да само која беше популарна. Доста Гораст не ми глуми нерд. Оженет си за една од најубавите жени во Македонија, доста тамо. Така што да знаат сите. Нердовите и геймерите и така натаму се ин, не се аут. Ама тоа ти зборам, значи имаше период кај што World of Warcraft беше толку популарна, поготово во помалите градови во Македонија, и се сеќам спремав представа во Куманово и викам да ме однесеме до тај играш, и се ми рекоа дека таму играат. И другар ми ме носи, колега мој, и влагам таму и викам здраво да ме ги играте, да, викам јас сум Skull Monkey. И другар ми вика, брате, како светлото се смени. Значи дека сиде, кај што седај, стварно. И мислиш војни другари, значи војнички другари како да сме били во Афганистан заедно. Ти Гораст, академија завршен, театар, музика, филм, 300 чуда, телевизија. Браво. Има се сеќавам, Бобо не е тука оправдано одсутан он, се сеќавам со него кога излезе играта, одиме низ една. Кој е Бобо? Бобо е оној, кој беше оној факманот што додека зборевме наоѓаше одма линкови, а ти си тој. Тоа беше Паци, а Бобо беше другиот. Колку кошташ да те земам за моја емисија, жити се. Нема шанси, Јанко, нема, тоа се тепаме, готово. Ама чекај, ви завршува сега вас. Вие готово, крај, ви умре телевизијата, шо? Ќе се договорите слободно, па имаш дозвола сите нас. Така. 8 понеделник. Ти 300 евра месечно не си видел кај од. Да. И значи се сеќавам, имаше тоа многу добри моменти, сабај, не знам, 3-4 сат одиме, едно време гледаш нагоре и конташ дека небото почна со светло и му пишеш на другарчето, брат. А тоа е една се вика 1000 needles, се вика 1000 игли, се вика таа зона, во која што камењата стојат еден врз друг како нагоре, како високи, како тотеми. И се добива една неверојатна гледка која што потоа продолжува во едно бившо море кое што се сушило и целата земја испукана. Значи, пробам да ти доловам какви предели има и како е тоа се живописно направено. Има еден предел. Уште кога ќе се занесеш и тоа се надополнува со твојата имагинација. Значи јас тогаш бев Матрикс. Знаеш што е работата, види. Значи јас и сега можам да играм играта, знаеш.
Само што сега треба да мислам на сметката, треба да мислам на двете деца, треба да мислам кога имам проби, треба да мислам еден куп работи. А ти стои ли ликот твојот манки се уште? Кога ќе се вратиш можеш да продолжиш со него. Секогаш. Тој знаеш што убавината? Тоа сега е снимано кај нив. Значи ти од кој сакаш компјутер логирај си се? Од било каде. Од кај сакаш инсталирај се. Без дали има графичка карта и така натаму и така. Ќе си повлече се од таму и ќе ги имаш истите работи и кај што си заспан. И тоа ми е чудно, како успеваат, велите, феноменална графика, а нема графичка карта, од било кој компјутер можете ова да го правите. Има ли некоја техника, технологија, или повеќе импресијата на, например, не знам дали ќе се сетите, Elite Frontier кога излезе, една од најбедните, на една дискита, ама таков филм ти создаваше во глава, тоа е неверојатно, како да си навистина во вселена. Една дискета, 1,5 мегабајт. Дали е ова тоа што го зборам или има нешто реално? Малце објаснете ми тука. Warcraft секогаш имала некоја стилизација што е многу поблиска до цртаните, не до тоа што е веродостојно на реалноста. И во основа графиката на Warcraft е безвременска заради тоа што е како цртан филм, не е како специјален ефект. Значи не е Call of Duty графика. Да. Кај што имаш real life, него е поише Disney, ако треба да отидеме некоја друга крајност. Поише Pixar без толку 3D, значи по така е. И тоа и хардверски не е толку захтевно, ама пази, ние кога збориме дека може да се играе на тостер, не значи дека кога играш на тостер можеш да ги ставиш сите детали и текстури и view distance да далечина и графика на максимум. Во 11 години таа еволуирала во нешто што е веродостојно на ова време во кое што се наоѓаме сега. Само што ти можеш да играш. Знаеш што беше зашто Blizzard беа многу добри? Например, почна да играте и сите викаме, добро, зошто нема дожд, човече? Зошто нема снег? Зошто? Значи нигде нема да падне, да капне, а гледаш реален свет. Помина една година, компјутерите малце си добија сила, пач, имаш download, чак, почне снег да врне, почне ова, почне она. Значи тоа сега да кажам преска, Blizzard веројатно има многу добар план, многу добар ресерч направено, и ментално, психолошки, на пазарот, и они во точен период точни работи ставија. Они еве сега како што да работите, они истиот енџин играт, истата графика, само ја подобруваат. Еве сега гледам дека во новата експанзија која што излегува на 30 август, септември, така некако. Добро. Значи тогаш они го прошируваат видикот, значи го прават да може, ако претходно можело да се гледа, не знам, 20 километри кога леташ, сега го прават да може да се гледа 100 километри. Што значи експанзија? Секоја експанзија, велите, дали е тоа нова инкарнација, нова игра, дали е продолжеток на старата, дали тоа се купува, се даунлодира, колкаво е вака технички податоци? Целата, до сега играта имала 7 експанзии, со секоја експанзија во основа приказната се продолжува. Како еден глава од книга е секоја од експанзиите кои што се случуваат. Одлично. Че на почетокот се случува некоја катаклизмична работа која што алијансата и хордата заедно треба да се борат против тоа зло, кој ќе го победа тоа зло, најнаш крева рака некој друг лош демон и он продолжува да го прави. Па ти го раскажа филмот, браво. Сега знам и што е филмот од прилика спрема трейлерите. Колкави се тие нови игри? Дали се купува на DVD, Blu-ray, се даунлодира, колкав простор? Може, значи, не знам сега да пробам да им објаснам уште малку повеќе на гледачите. Знаеш што е убавината во World of Warcraft и онлайн игрите? Значи, види, он вика, дечки ве си игра, значи си играме, ние си играме и сега на некој Blizzard им текне и им рече, слушај, на деца им станува досадно, ајде на тоа и на тоа место, направи тоа и тоа. И толку е лесно и ви дава. И толку е лесно они да ја збогатат содржината на играта преку ноќ. Леле колку добро би легнал змајов дека. И за 2 месеци од сега става змај таму. Змај специјален со специјални можности и луѓето околу тоа се вртат. И сега они пази што направи, мислам, тоа е феноменална перверзија. Значи, они постојано светот го збогатуваат за да ја зголемат интеракцијата. Они имаат една добра во принцип они од експанзија до експанзија прават поправки и нешто ситно додаваат. А месец за месец додаваат нова содржина. Значи не даунлодирам игра. Јас само се закачувам на играта која е некаде. А не, ти мора да си го имаш клиентот, односно играта инсталирана. Колкаво е тоа? Колкаво е тоа во 30 гига. Не, 18 или 19 гига е сега во моментот. Беше 4 гига, кога тргна, сега е 18-20 гига. Не е малце. Али знаеш што е фората? Пази што е, значи играта кога почна беа 2 континента.
Азерот и Ладерот. Така. Така да? Азерот Eastern Kingdoms Eastern и Western, пардон. Eastern Kingdoms и Kalimdor. Така, Eastern Kingdoms и Kalimdor. И сега они прават втора експанзија, во која што направија сосем друга зона, негде надвор, која што била другата димензија. Друга димензија. Значи ти можеш да си влезеш и меѓу зони да си идеш и во старото и во новото. Па во третата експанзија нов континент откривме. Нов континент откривме, за во четвртата да го скршат првиот континент. И првиот веќе не постои. Односно се враќаш на местата што си играл пред 7 години, тече лава, искршено е, не можеш да поминеш. Се случи катаклизмата. Не разбираш? Спасивме катаклизмата нов Game of Thrones. Значи, ја мислам дека Game of Thrones е повеќе инспирирано од ова, од што Lord of the Rings, иако ова е на некој начин, ова што ми го збориш, гледам како од сезона во сезона и зошто привлекува и толку. Вау, интересно, многу ме фасциниравте. Не случајно ова глобален феномен. Дали ова најголемиот феномен кој се случил во геймингот? Па еден од најголемите сигурно. Знаеш што е работата? Има има неколку вакви игри кои што се строго за кинеска популација, кои што го надминуваат, да речеме, во бројки, во посетеност и такви работи. Но ако правиме муабет за Do you have something for Indian people? We like to game very much. We are 700,000 millions. Тоа е муабет. Но како збориме за квалитет и за уживање и за искуство, мислам дека неприкосновено до сега е World of Warcraft. Иако јас, може би звучам пристрасно, но јас сонувам да излезе игра подобра од World of Warcraft, заради тоа што сигурно ќе биде за мене онака. Мене ми е страф од игра што ќе излезе подобра од World of Warcraft, искрено. Тоа нели го зборевме кога бев на гости кај вас, за што ви благодарам, едно од моите најубави искуства што сум ги имал за гостување ever. Нели, како бевме тогаш се возбудивме малку околу Mass Effect 4-ката и така натаму, нели? Дај Боже да излезе подобра игра за се во ова. Имате ли некои вака статистики, дали познавате? Рековте дека последната инкарнација и последните бројки говорат за 12,5 милиони активни учесници во моментот. Колку измина за овие 12 години? Колку милиони помина? Врвот беше со Врат оф Лич пред 6 години со 12,5 милиони. Од тогаш играта сигурно, полека но сигурно опаѓа. Заради тоа што излегува многу игри кои што се бесплатни и едноставно целиот гейминг свет се префрли на сосема друга работа. Ама во моментов јас сум сигурен дека има околу 4,5 милиони кои што активно се уште ја играат, што е неверојатно голема бројка за играчи. Тоа опадна не е 12 милиони, туку е 6-7 милиони, значи. Што е нормално за секоја експанзија, која што значи сега падна на 6-7 милиони, па на крај ќе пораснат играчите, ќе се оженат, деца. Рачунај дека сите овие луѓе кои што збориме сега, да речеме, не викаме 12 милиони, ќе речеме 5 милиони. Сите тие 5 милиони морале да купат првата игра која што е 30 или 40 евра. Втората експанзија која што е 30-40 евра. Третата експанзија, четвртата експанзија, петата експанзија, шестата експанзија, и новата сега, така е? Да. Седмата сега и плюс додека играат да плаќаат по 11, односно 12 или 13 евра месечно. Секој месец за да може да игра. Рачунај колку луѓе има како мене, кои што не играме, кои што сме ги купиле работите, кои што ќе се уклучам кога ќе излезе новата експанзија. Сите го правиме тоа. Лани сите се уклучивме, престанавме да играме последен месец. Blizzard прави еден многу добар майндфак. Што, например, син ми, здраве Боже, како добро си се набилдал као да идеш у теретана. Кажи ја. Се спремаш за улога или ова ти е редовно мораш... Редовно билдање. Редовно билдање. Тоа ти е убава жена кога имаш. Да, ја успеав, жена ми носи наочари, ја имам убава жена, ама носи наочари и ги кријам и некако се шверцувам. Топ изгледаш. Како сум срце? Топси. И човеч. Нема огледала дома. Гораст, дали го гледаше филмот? Да. Бевме ни овозможија Cineplex да го гледаме филмот на пред премиерата, тоа е на први, заедно со FX3X. 5 луѓе наши сабскрајбери кои што ни беа сабскрајбери повеќе од 15 месеци. In a row, значи зборам. Браво. Секој месец ни донирален за GGTV и ни го има феноменални сет, ни го има резервирано цел 11 ред само за нас.
ни дадоа пуканки, грицки, Начос. сокче, начосите, не наредија и не знаеш какво чувство. Те бендиса ли филмот? А, Фали го. Фали го. Значи, ја две оценки имам. Едната е како фан, едната е како обичен гледач. Како обичен гледач, мислам дека можам да му дам комод на 8,5, па може да и 9. Како фан, ми се јавија некои сомнежи и тоа, пази, ова беше 2-3 денот како отспав после филмот, некои дупки кои што не можам да ги простам, условно кажам. Но без разлика, значи филмот е екстра забавен, екстра добар, мислам, јас сум гледал такви глупости за преправки од последната емисија, значи последната емисија на Джиджи завчера, главна тема ни беше 5 најдобри и 5 најлоши решенија на филмови инспирирани од игри. Изборевме за кои се според нас најдобри и кои се според нас најлоши. Во тие 5 најдобри беше и Warcraft, иако е нов. На 4-то место. На 4-то место, да. И кажи ми, дали си задоволен од работата на нашите FX3X? Не, CGI-от тоа графиката е многу добра. Да, орките испадаа преку. Да. Многу. Иако на трейлерот кога излезе имавме малце Неверојатно е, знаеш дека со Умрен кога разговаравме не ни имал појма дека FX3X воопшто работеле, дека наши луѓе работеле на ефектите. Не знаат многу луѓе за тоа, бе. Ова е работа која што треба оваа приказна да ја шириме затоа што наши луѓе, наши, мислам. Не сум сигурен дека они сакаат да ја шират приказната. По принцип, дечките се многу скромни и многу кул, они работат на 90%, мислам. А имаат вработено за PR господја која едноставно и ги врзеле рацете, нозете и ставиле фластер на уста. Ама види, рачуне дека се они што работат е строго контролирано и под строго NDA, односно не смеат да зуцнат за тоа. Значи до ден денеска, до вечерва, они не смеат да излезат додека не биде премиерата во Соединетите држави, а ние имаме пред премиера, значи далеку сме затоа што сме дисциплинирани, нема пиратерија, нема тајни снимања и така натаму, затоа и ни ги дозволуваат овие работи, честитки до добрата публика, која знае да респектира. Сакам да кажам дека не смеат да излезат со никакво сообщение околу целава работа и ја го респектирам. Едноставно го фалам нивниот труд и оваа емисија не беше само за емисијата, за играта, само за вас како геймери, како стручњаци, туку и за нив, туку и за филмот, и за Cineplex, за сите, на некој начин да еден омаж да ја склопаме една приказна и на многу ми помогнавте вечерва, еве, една демистификација на игрите. Мислам дека после ова ќе има доста луѓе кои ќе се заинтересираат и ќе почнат да играат играта. Така што, не знам, изгледа GGTV ќе правиме уште едно вакво, ако сте вие расположени. Нема никаков проблем. Види, се сеќаш пред 4 години кога бев кај тебе гостин, пред 3 години кога бев гостин кај тебе. За правење токму за ова која збореше дека ќе го правиш. Да, ја промовиравме идејата за Джиджи, која што уште не беше тогаш почната. Уште бевме со оваа мајчка и така натаму. Иначе ни дадоа спонзорство дечките што ги рекламирав кај тебе емисија за мајчка, тогаш што ги спомнав и ни се јавија и ни рекоа слободно дојде што сакате како сакате. Викам фала супер. Значи од тогаш од пред 2 години работите, како што зборевме во емисијата која беше ти гостин, се мрднати можеби 500% нагоре. Значи се прават, геймингот како друштво, како комјунити, како заедница почна да се концентрира благодарение на GG, кој што трае во текот на годината. Едноставно геймерите, луѓето кои што се интересираат за игри, почнаа да знаат каде можат да се најдат, да си прашаат, да се соберат, да видат. Благодарение на Global Game Jam, тоа е маратон во правење игри што се случува 2 дена и 2 ноќи секоја година во Македонија и во цел свет. И еден куп други такви джемови, почна едноставно геймингот да се крива на огромно ниво кај нас. Сега моментот мислам дека геймингот не бил на вакво добро ниво, па можеби последните 6-7 години онака без компромис, мислам дека да кажам. Во последниве година дена само излегуваат 2 игри кои што имаат дигитална дистрибуција. Значи збориме за профи игри кои што излегува на Steam, кои што имаат странски паблишери, односно издавачи. Мора пауза, ќе останете, сакав да ве откачам, ама ќе останете тогаш, ќе ја прошириме муабетот и за GGTV, што понатаму, и да збориме за нови игри. Ова не се трпи, Ми седи дома
Дум четворката не знам дали да го отворам. Ама веднаш после тоа. Доста. Пуштај реклами. Почитувани гледачи, повторно во живо од студиото на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Джиджи... Кажи режија? Добро. Вие сте. Джиджи ТВ се уште тука, пациентите мои, ваши, или ја нивниот, како иде. Машите ручицама да се види дека не сте роботи. Добро. Пред да продолжиме, рековме ќе го пуштиме легендарниот Лерој Дженкинс. Така, 2003 година. Ова е која игра? Ова е World of Warcraft, така? Првата игра. Ова е првата игра. Значи, се собираат, се подготвуваат за... 15 минути се договараат што да прават за овој да му се досади да почне да гази по јајцата. А едно од правилата у таа соба кај што е дека секој јајце што ќе згазнеш, излегува од него мало драгонче, мало змејче. И после тоа оди и има шанса да отвори други јајца. И ако се отворат сите јајца, тоа значи дека 100% гинат. И дечко згази на сите јајца. Кој вие се спремат? Ова е толку легендарно да беше хит и на американска телевизија. Конан О'Брајан во Late Night Show го пушташе. Едно од погледаните видеа, барем ја ова што го најдов во High Quality, малку поквалитетна снимка е 2.650.000 гледања, инаку ќе најдете Лерој Дженкинс, ќе го најдете и во многу инкарнации. Еве како изгледало таа стратегија некому кој ќе му пукне. Ова се сите живи играчи, живи луѓе кои се договараат како ќе настапат во борбата, додека на еден, како што вика Гораст, не му пукне филмот. Guys, these eggs have given us a lot of trouble in the past. Does anybody need anything off this guy, or can we bypass him? I think Leroy needs something from this guy. Oh, he needs those devout shoulders. Isn't he a paladin? Yeah, but that'll help him heal better. He'll have more mana. Christ. Okay. Well, what we'll do, I'll run in first, gather up all the eggs so we can kind of just blast them all down with AOE. I will use Intimidating Shout to kind of scatter them so we don't have to fight a whole bunch of them at once. When my shout's done, I'll need Anthony to come in and drop his shout too, so we can keep them scattered and not have to fight too many. When his is done, Bass, of course, will need to run in and do the same thing. We'll do Divine Intervention on our mages so they can AE, so we can, of course, get them down fast because we're bringing all these guys. I mean, we'll be in trouble if we don't take them down quick. I think it's a pretty good plan. We should be able to pull it off this time. What do you think, Abdul? Can you give me a number crunch real quick? Yeah, give me a sec. I'm coming up with 32.33, repeating, of course, percentage of survival. Можеш да коментираш. Ако сакаш нешто некој од вас. Мора да се слушне ова што следува. Не битно до сега. Се слуша, ама не верувам дека сите разбираат. Се они прават стратегија. Ти ќе направиш ова, ти ќе направиш она. Значи ова е ама онака детална со проценти, со на кој што му треба, со кривини, со скокови, со чекови. Ти гледа са Лерој Дженкинс што вика? Или уште него? Сега. Вие не гледате. Не гледаме ние. Ти го докај сега? А зошто не гледате вие Јади Бурек? А што ќе гледаш ти? Како да гледаме? У студио немаме телевизија. Ready, guys? Let's do this. Leroy Jenkins! Тоа е. Oh my god, he just ran in. David! Oh geez, stick to the plane! Oh geez, let's go. Stick to the plan, Jeff. Stick to the plane. Oh gee, oh fuck. Stick to the plan, stick to the plan. I cannot move my legs. I can't move. Man down. Oh my god. Legs keep saying more responding. I don't think you can cast with that shit. Oh my god. Shout. Мислам дека Лерој Дженкинс се користи више во говор секојдневен за многу работи. Да, веќе станува она како фраза. Ќе влезе
кога ќе направиш некој хајџек, Ко ќе укакаш работата, да кажеме вака по... Спортски настани. Поврзани со игри. Why do you do this shit, Leroy? I'm trying. It's not my fault. Who's Soulstone? Not my fault. We do have a soulstone up, don't we? You got Soulstone? Warlock. Ги измасакрира сите до еден. Oh, for... Лирој Дженкинс е синоним за она, србите викаат грло му јагоде, ние бос по трње или со глава низ зид. Да, или перче скапано кај нас мало така. Океј, дечки, и кога бев кај вас, навистина многу се збореше за многу игри, се обидувам и понекогаш да ве следам, не можам се мрднувам, значи тотално е. Гора знам ти дека идеш и до Лас Вегас на сите оние конвенции и така натаму следиш. Што се случува? Јас сум дете од first person shooter, растено, и денеска некако со последната инкарнација на Doom некако се заокружи таа приказна. Во меѓувреме геймингот зазеде сосема други пространства. Значи во моментов, односно за колку време? За колку кога почне E3? За 4 дена. Значи за 4 дена се случува еден од најголемиот, до пред некој време беше најголем сајм конвенција за видеоигри во Лас Вегас, се вика E3. И тоа е место каде што обично компаниите во текот на цела година чуваат ексклузиви за да ги презентираат нови наслови, нови интра, нови филмови, продолженија, нови игри, нови франшизи, идеи, концепти, тизери и така натаму, така да сега тоа за 4 дена има по интернет константно, значи брујот таму со информации, луѓе пратат, следат, така да тоа е од таму тек сега ќе да знаеме што ќе следи во наредната година. Нешто ќе да кажеш? Многу јако. Кога бев сега во Катовице, во Полска на Extreme Masters, на Intel Extreme Masters, они Intel ни спонзоририја на пуштија таму, запознав исто новинари како нас, само што од Италија, од Шпанија, од Бугарија и не знам таму кои све, знаеш, државички вака, кул, луѓе не знаеш. И многу помалку се замара. Јас трчам нешто, правам да видам интервјуа, кој како да се запознам, да ги видам луѓе. Овие ако им дојде нешто, им дојде окей. Сега моментот да гледам само ставаат слики, сите одат на E3. Сите одат, разбираш, онака ги викаат. Пошто нели као реномирани медиум или не знам како иде се тоа, па се надеваме дека здраве Божи ние до година, речеме, ќе дојде моменти да ни речат аман гора става кај каму ги рафтоме нешто врло важно на E3. Аха тебе мори диг гледа. Да. Така да многу јако да гледаш дека пријатели кои се бават со иста работа како нас, онака посетуваат конвенции, се што ми било мене сон да речеме до пред 1-2 години за да гледам, они си посетуваат тоа на месечна база. Што е многу добро устари. Јас сега чекам кога некој македонско студио кој што се работи во игри ќе се појави на E3 и таму ќе направи голем ревил. Тоа е, значи се појавиш на E3 со студио, тоа е како да имаш штанд за автомобили во Женева до Порше. Кажи ми, има ли нешто во геймингот во Македонија? Имаше неколку луѓе се ме контактира, ја и нешто презентирав, неколку обиди при трейлери, пред ова, за да влезат во некоја продукција и така натаму. Се случува ли нешто? Пред 2 недели излезе втората македонска игра на дигиталната дистрибуција, на платформата за дигитална дистрибуција Steam, се вика Excubiter, ја прави студиото Tesseract Interactive, другарчиња мој од средна школа, кој што работеа последниве 5 или 6 години севкупно со странски инвестиции за да ја направат играта. И јас сум пресреќен дека тоа се случи, тоа е втората игра, како што реков, македонска која што излезе таму. Како се вика повторија? Играта се вика Excubiter, а студиото се вика Tesseract Interactive. Excubiter играта, тоа е многу интересна игра, веќе почнаа да доаѓаат ревјуа од други сајтови и се многу позитивни. Има некој тастатура покрај вас да ми прати името точно? Excubiter. Се работи с игра која што е во духот на старите игри со авиончиња, но тука има комбинација направена која што покрај тоа што леташ со авиончето и го надградуваш, градиш и кули.
е многу интересен микс од старите флиперски игри со тоа што е актуелно во последниве неколку години на мобилната платформа. Excubitor, така? Ја има на Steam $19. 19.99, да. Так. Беше 17.99 на гледате кога излезе. И имаше ланч парти, онака кога ја пушта играта. Кои ја правеа? Кои се луѓево? Поимиња. Па не, добро, од каде се? Од Скопје или Од Скопје, грото луѓето се од Скопје се луѓе кои што имаат завршено Корчагин или Орци Николов средна школа, завршено ПМФ за програмирање и за дизајнирање за така натаму. Многу добри другарчиња наши. Многу добро изгледа играва, морам да признам. Вселенски битки со оружја и така натаму. Одлично изгледа играта и добива, многу е битно кога ќе излезе играта да добие иницијално поише бодови и добри рецензии, а играта си го прави тоа сама по себе. Веќе е пиратирана, ја има на торенти, што е исто добар податок, чим некој седнал за да ја кракува, да прави крак за нејзе, значи е добро. вредно. Ама бидејќи еве, јас се сметам како поддржувач вистински, ја ќе ја купам и ќе ја даунлодирам оваа игра. Сите тројца тука имаме купено. Браво. Еден куп прави, мислам, беше на Джиджи беше многу зборено, дечките професионално како што се прави сегде у свет направија една вечер журка, односно тоа беше вечерта према утре ден кога требаше се пушта играта во промет да излезе со тестирања, со игри, со такви работи, со коктел, со коктел, прилично кул и прилично добро. И кога видов колку луѓе надвор од геймингот се дојдени чисто како поддршка и заради да видат што се случува, возбудени дека нешто и на тоа поле мрда, беше одлично чувство таму. GGTV ќе продолжи ли? Зошто прекинувате? Па лето. Крај на сезона. Значи првата идеја за GG беше да не прекине никад историјата и кој ќе јади бурек, на пример. Ама дојде момент кај што првата сезона бевме само тројца и дојде момент кај што двајца од нас се погоди во исто време да треба да паузираат и ќе беше буквално јади бурек, ќе беше само еден човек и одлучиме дека сепак можеби околу 36-7 до 40 епизоди годишно не е лоша бројка. Одлично. Така да сега правиме пауза, до година почнуваме исто стандардно таму негде околу октомври. Нели овој период сега ќе биде пак за објаснување, за молјакање, за зборење, за договарање, за спонзори, за луѓе, за ваму, за таму. Јас како ви стојам на располагање, еве во наредниот месец кога сакате, бидејќи еве фаќа лето, а ја не престанувам со работа, но ќе биде поолабавена ситуацијата, нема да биде скроз политизирана потполно, така што би ми било драго да посветиме уште некоја емисија на GGTV, на геймингот. Вие искористете си го маркетиншкиот простор, нема да биде редовно, ќе бидат воредни изданија и да направиме што може повеќе, бидејќи ја на некој начин сум. Знаеш како кај нас иако има многу компании и фирми кои што се бават со оваа работа, многу малку имаат осет да излезат во пресред, односно да имаат верба, знаеш како. Не секој оди на верба, обично одат на бројка. Не знам, кај нас на пример првата сезона па нааму Анхо ќе рече дечки, не знам што ќе биде тоа што ќе правите вие, ама имате се од нас што ви треба. Телеком вика земете интернет колку сакате, немате проблем од нас. Ме разбираш? Sony рекоа евете работете, не знам, PlayStation галерија. Значи тоа се визионери кои што викаат стварно ова е работа која што треба да се продолжи и треба да иде. Cineplex еве ги тука, значи и еден куп други, не знам, пријателчиња што ни помагаат, Цитографика па на крајот краиштата во оваа емисија што ја посветив, сите го гледале филмот освен мене, сите добиле карти освен мене. Ама тоа е тоа по заслуга. Кој мене ме есапи во приказна. Не си се јавил ти на право место. Не, ја не се јавувам. Ја само работам, Гораст, ја само работам како рударо на Warcraft и друго не знам, како кинес. Како пиун у Warcraft, да. Дечки, поздрав до вас, фала ви многу, одлична емисија, јас сум многу задоволен. Ако сте и вие и вашите следбеници, ќе ми биде уште подраго. Ако ова има ефект, во секое време, прва наредна прилика, добре дојдени сте. Јантра маестро, фала ти многу што не покани. Јас ги поздравам сите твои гледачи, сите наши гледачи што моментално ја гледаат оваа емисија. Нека не заборават, од утре се отвара ивентот официјално за да се резервираат билети за специјалното ултра гига мега издание за GG во следната среда на 15 за во Cineplex. И тоа е тоа. Освен добро, друго паметно не ми текне.
Поздрав од мене. Лека ноќ и пријатно. За сите други информации ќе ми пратиш линкове, а ја ќе ги објавам и на Facebook. А секако со некое око ќе се обидеме да ја следиме и емисијата. Ако биде идната среда, па не е лошо и да направиме некој стриминг од таму. Или... Ние секако ќе имаме стриминг од таму. Па ја, од колку ќе почне? Од колку ќе почне? Во 8. Па многу е касно 10. Ние регуларно од 10 си одевме, ама 8 Знам, е... мали деца сте вие со кокошките и млекцето и ние со пензионерите малце подоста. Ништо ќе земам снимката, ќе ја пуштим во емисија. Значи, види, сите луѓе што не гледале до сега, нека одат на YouTube, нека искуцаат GGTV МК и има таму сите репризи од претходните 2 сезони да си ги гледаат и да видат за што стана збор. Поздрав, Гораст, лека ноќ и пријатно. Еве зашто говореше Гораст, GGTV МК, YouTube, еве го нивниот канал, како што и на Јане, еве им ги нивните емисии, буквално за гейминг се и се што. Наназад сите сезони. Ја вечера, навистина, душа ми се исполни да ви кажам, малку избегавме од оние секојдневици и тоа е добро. Покажавме дека во нашево битисување и живење постои и еден интересен underground на овие геймери кои си живеат во еден собствен свет, на еден собствен начин и градат една убава субкултура во која би ми било драго колку толку да се допрам. Филмот не сум го гледал, топло ви го препорачувам. Очигледно сите го гледале, освен мене. Секако, по заслуги во Cineplex и во Кино Милениум, мислам дека се дава, не сум сигурен, но знам за Cineplex дека дефинитивно некојаш имавме и соработка, сега немаме никаква, па така што не можам во моментов и точно да ви кажам кои се ивентите кои се случуваат таму, па еве вака ад хоке. Но добро, тоа се некои предпоставам нормални работи кога ќе се исполитизира работата и кога спонзорите ќе те стиснат за врат, тргни го дебелиот од програма, иначе главата ќе ви ја кинеме. Се шегувам. World of Warcraft, уште еднаш филмот кој ви го препорачувам, кој дефинитивно за викендов и јас ќе го гледам. Лека ноќ и пријатно. We've had peace in these lands for many years now, but one of our villages burned tonight. War is coming. An invasion. If we do not unite to fight this enemy, our world will perish. Saving the world is not a one-man job. We fight together or we die together. You'll have me to protect you. I need no one to protect me. Well then. They're stronger. Be smarter. This war will destroy us all. But together, we might stand a chance. Whatever you plan to do it now!